Почитувани гледачи, добра вечер. Четврток, 20:30, терминот за новото издание на Визави. Мој вечерашен гостин е градоначалникот на општина Дојран, господинот Анго Ангов, и се разбира, веќе во средината на мај зборуваме за актуелни теми, односно колку Дојран е подготвен за нова туристичка сезона. Кои се предизвиците, но и идните планови за развој на ова туристичко место. Господине Ангов, добра вечер, добре дојдовте во Визави. Добра вечер, благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Како што спомнав во најавата, вие сте на прагот на уште една туристичка сезона. Вообичаено веќе во јуни почнува раздвижувањето, меѓутоа се чини дека и април не ви беше лош со оглед на позитивната клима и празниците споените викенди кои што ги имавме. Како поминавте за време на великденските правомајските празници? Да, Дојран за време на великденските и правомајските празници беше преполн. Имавме огромен број на посетители, кои на дневна основа, некои со споените викенди со спиење, беа исполнети сместовачките капацитети. Ние како локална самоуправа сме презадоволни и од начинот на организацијата и пречекот на гостите кои што беше и од сместовачките капацитети, меѓутоа и од нас како локална самоуправа. Се спремавме подолго време, бидејќи кога имаме голем број на посетители, доаѓаме до одредени ситуации кои што треба навремено да се реагира и да се санират, како што се узурпацијата на зелените простори. Оваа година успеавме со помош на комуналното претпријатие, со помош на редарите да ги спасиме тие зелени површини и да се користат исклучиво за посетителите за прошетки. Тоа беше еден позитивен коментар дека прв пат годинава Дојран бил чист после толку интензивни посети и туристи кои што доаѓа. Успеавте значи да ги изменаџирате узурпациите, да нема шатори, да нема скари во паркот. Како ќе се управувате во текот на летото кога ќе има навистина интензивна сезона? Да, летото имаме друг карактер, односно доаѓаат посетителите на плажите. Таму не дел, туку поголем дел се дадени под концесија плажите, си има своји концесионери кои што се грижат за чистотата и за самите плажи. Нашиот дел е јавните површини. За прв пат оваа година ќе имаме и фирма која што ќе се грижи за чистотата и за уредувањето на тие централни делови, каде што се соочувавме со големи проблеми од неисчистени површини, неискосени на време, затоа што знаете дека се соочуваме со големи проблеми од работна сила во самото комунално претпријатие. Спречени сме да ангажираме дополнителни работници само заради тоа што комуналното претпријатие се соочува со огромни долгови, но изнајдовме начин овие 3-4 месеци компанија која што ќе се грижи за чистотата и се надеваме дека ќе биде како што треба и за прв пат ова, како што напоменав, го спроведуваме и мислам дека ќе ја подигнеме и хигиената и чистотата на Дојран на уште повисоко ниво, онака како што долика. Како ќе биде избрана таа компанија или веќе е избрана? Колку средства ќе бидат потребни за оваа намена? Да, веќе заврши тендерската постапка, значи се работи за 4-месечна ангажираност на компанија која што ќе се грижи и која што има одредени услови кои што мора да ги исполни за ангажирање на дополнителни работници, механизацијата која што ќе користи, се работи за некои 1.000.000 денари, така нешто. Месечно? Не, севкупно за тие 4 месеци. Износ кој што претходно беше плаќан на комуналното претпријатие за одржување на јавната чистота, сега е скратено од комуналното, ќе се исплати на приватна компанија која што се надеваме дека подобро ќе се ја заврши работата и ќе успее да ангажира дополнителен број на работници за да се грижи. Обезбедени сте доволно во договорот во смисол доколку таа потврди да има казнени поени и пенали? Секако тоа се обезбедува со гаранции, со пенали казнени доколку не биде навремено завршена работата, не биде искосено навремено. Така да ова е прв пат што го правиме и мислам дека ќе биде позитивно, но да видиме искуството што ќе ни покаже. Тоа е една од подготовките за новата туристичка сезона. Што се останатите? Па секако, веќе со Југоисточен плански регион го реализираме проектот за уредување на не на крајбрежјето, туку покрај регионалниот пат просторот кој што претходно имавме реализирано плажа, сега го доуредуваме со потпорни зидови, со дополнителни паркинг простори,
Тоа е проект финансиран од Југоисточен плански регион со кофинансирање од општина Дојран. Се надевам дека до пред летната сезона ќе заврши, бидејќи тендерската постапка беше завршена уште во јануар месец преку бирото, но се соочуваме во последно време, морам да напоменам, со големи потешкоти и проблеми со компаниите кои што ги земаат тендерите, немаат доволно работна сила, се соочуваме со проблеми ненавремено завршени обврски од нивна страна, но што е тука мораме ние да ги брзаме, да ги тераме што е можно побрзо да ги завршуваат работите и да бидеме спремни за туристичката сезона. Се прават новите подготовки за парковите кои што ќе имаат ново современо наводнување, да се грижиме подобро за зелените површини. Плажите се спремни, завршени се тендерските постапки за дополнителни количини за песок, така што сите плажи ќе добијат и нов песок, ќе бидат добро уредени. Сакаме во иднина, доколку успееме да ја смениме една од активностите со еден прекограничен проект, ќе успееме од плажата Фукток па се до граничниот премин да го уредиме тој простор со нови дополнителни и слободни плажи. Така да доста се инвестира. Изведувањето на пешачката патека, кое што знаеме дека имаше проблеми, го спречуваше прочистувањето на езерото, па дел од неа се сруши. Дали е веќе изведена до крајот каде што требаше да завршува? Да, тој дел кој што беше најризичен од плажата Елен па до плажата Фуктак е извадена и се направени плажи. Така што на природен начин се прочистува сега водата на тој дел. Имаме и плажи за посетителите, слободни зборам на тој дел каде што ние инвестиравме заедно со Југоисточен плански регион, повторно исто така го реализиравме тој проект. Сега продолжуваме да го разобуваме тој дел со дополнителни паркинзи, со дополнителни пешачки патеки за посетителите, но до регионалниот пат, не на самото крајбреже, затоа што таа беше и целта да ја вадиме патеката, за да може на природен начин и да се прочистува езерото, но и да имаме дополнителни слободни плажи за посетителите. Градоначалник, спомнавте дека има проблем при реализирањето на одредени тендерски постапки заради тоа што компаниите се соочуваат со проблеми генерално во работна сила, но скокнаа и многу и цените на репроматеријалите. Дали тоа создаде при реализацијата и кон вас некои проблеми, раскинување на некои договори? Да, рипнаа многу и цените. Добро е што тендерските постапки се одвиваат сега во оваа година и самите компании ги знаеа цените кои што се движат нагоре, така да со резерва учествуваат и сигурно кога учествуваат на тендерските постапки знаат како влегуваат и со што влегуваат, бидејќи во моментот на надавање тие се цените и со тие цени влегуваат. Сега знам дека се соочуваат со големи проблеми од порастот на цените, меѓутоа што е тука, тие кога имаат одредена обврска мора да ја завршат и мора да биде навремено завршена таа работа. Мислам дека сега за сега се одвива добро, но како што напоменав, со послаб интензитет од страна на градежните компании. Се надеваме дека ќе се подобри ситуацијата и дека побрзо ќе се завршуваат нивните обврски. Имаме голем интерес за знаеме дека има неколку инвеститори кои што имаат купено земјиште за изградба на хотели со спа центри. Има интерес за купување на постоечки стари објекти. Исто така има интерес и за градба на други посериозни објекти како згрижување на стари лица и така натаму. Меѓутоа некако се чини дека се одговлекува целата оваа процедура. Кои се пречките? Освен што од животна средина, од Министерството за животна средина има обемни елаборати кои што се потребни. Како може да се забрза овој процес? Да. Еден од главните проблеми е тоа дополнителен проблем што го разликува Дојран од другите општини, е тоа што имаме споменик на природата Дојранското езеро и тоа ни прави навистина големи проблеми и во урбанистичките планови, при планирањето на урбанистичките планови, затоа што се соочуваме со дополнителни согласности од Министерството за животна средина. Тие се строги правила, плюс дополнителен проблем е што веќе одредени објекти кои што се изградени од многу одамна, пред 30-40 години, се наоѓаат во тој заштитен појас и го спречуваат на некој начин развојот на тие објекти. Иако има интерес за купување на тие објекти, но кога ќе се најдат во ситуација да бидат во заштитниот појас, се соочуваме со проблем од развој на тој објект. Има инвеститори кои што сакаат дополнително да инвестираат, дигаат, меѓутоа Министерството за животна средина е децидно дека во заштитен појас нема развој
ние баравме да наидеме на разбирање и на промена на некои законски промени, затоа што навистина онаму каде што има можност, со посебни правила, со посебни согласности од Министерството за животна средина, меѓутоа да се дозволи одреден развој. Нека биде во граница на нормалата, никој не бара мегаломански градби, меѓутоа треба да се дозволи во одредени подречја каде што веќе постојат објекти. Не зборуваме за чисти површини кои што допрва треба да се градат, туку за места каде што навистина има објекти кои што треба да се реконструираат, да се доградуваат, да се прошируваат. Затоа сум и јас сложен дека да, треба да има правила и треба да се спречи дополнителната узурпација на крайбрежјето, меѓутоа треба навистина да се изнајде начин да се даде простори на одредени луѓе кои што се веќе затекнати да може да инвестираат и да градат. Инаку да, во последно време има голем развој, голема поборувачка за дојран, се купуваат нови парцели, ние како општина успеавме во последно време да изведеме уште една постапка за продажба на градежни земјишта кои што се од поголем обем, значи за поголеми градби како што се згради или сместувачки капацитети. Се повеќе има инвеститори, дури веќе почна и странски инвеститори да купуваат, што ме радува и навистина се слуша надалеку за дојран и за потенцијалот кој што го има нашето туристичко место. Спомнавте претходниот пат кога зборувавме дека италијански инвеститор зеде едно од поголемите парцели, ќе градат згради или ќе градат комплекс? Па токму ова, сега во моментов имаме на некој начин спор, не само за таа парцела, односно двата инвеститори кои што лицитира за таа парцела, има поднесена представка, чекаме на одговор од второстепена да видиме што се случило, бидејќи имаше забелешки со системот, односно системот на ЗЕЛС кој што го користиме како систем за надавање, има потврлено или нема потврлено, тоа ќе го каже вештачењето, доколку има ќе се повтори таа постапка. Се надевам дека брзо ќе биде тоа и ќе го знаеме исходот, меѓутоа факт е дека има се поголема поборувачка, штом се вклучуваат и странски инвеститори во сето оваа приказна во дојран, навистина го препознале потенцијалот и тоа ме радува. Во нов дојран, кој што во последно време исто така станува атрактивен, имаме речиси само една плажа, тоа е плажата Калдарма, која што е на излезот од нов дојран. Што може да се прави во тој простор за да се помогне и тој дел да се развива рамномерно со стар дојран, ако се има предвид дека пак Николич стрмоглаво оди напред? Да. Па секако и овде има заинтересирано инвеститори кои што имаат купено одредени парцели, но се соочуваат со истиот проблем како што напоменав со Министерството Зборуваме за некогашната рибарница Дојранско езеро? Таму имаат купено приватни инвеститори, меѓутоа се соочуваме со проблем сега со носењето на урбанистичкиот план. Министерство за животна средина не ни дозволува развој на тој дел, бидејќи се наоѓа во 50 метра, односно во заштитениот појас. И тука наидуваме, сега имаше јавно излагање на планот на урбанистичкиот план, меѓутоа по поднесената представка сега чекаме одговор од страна на Министерството за животна да видиме дали ќе дозволат да има на тој дел развој. Напоменувам уште еднаш, не бараме ние да се градат некои мегаломански градби таму, туку едноставно да се направат правила и начин на делување и на заштита на самото езеро. Секогаш може, гледаме дека во странски држави како што е Дубај, во самото море се градат градби. Значи и овде може, меѓутоа да има строги правила кои што ќе ги контролира Министерството за животно, но сепак да се дозволи развој, затоа што тоа е клучот за развојот на секоја општина и се надевам дека ќе наидеме на позитивно мислење од Министерството. Дали веќе некои од хотелите кои што има најавено добија дозволи за градба или се уште се во процедура? Се уште се во процедура, чекаме носење на урбанистичките планови и... До каде се тие? Ова е една многу долга, еден од најголемите обемна проблеми е токму тоа што го реков, затоа што дојран е заштитено подрачје, затоа што имаме споменик на природата, тоа не ги отежнува дополнително носењето на урбанистичките планови. Сите се во завршна фаза, сите се значи планови кои што се веќе доставени. Колку време би траела градоначалник таа завршна фаза? Затоа што очигледно веќе ова е ваш втор мандат и вие цело време се борите со ова. Па клучот на развојот е токму тоа, носењето на урбанистичките планови и да се откочи тој на некој начин закочен дел од дојран, односно имаме одредени урбанистички планови кои што се активни на одредени делови, меѓутоа генералниот и главниот урбанистички план за стар дојран се уште се носи. Сега е пред јавно излагање. Кога ќе биде јавното излагање, не знаеме уште колку представки може да добиеме заради тоа што секој има право да учествува.
на јавната анкета и да поднесе приговори доколку не е задоволен од намената која што е ставена или доколку е спречен за развојот, еве како што имавме ситуација во Нов Дојран. Се надевам дека нема да има многу такви поднесени анкетни прашалници, брзо ќе бидат одговорени, прифатени или отфрлени и дека брзо ќе биде донесен и планот за Стар Дојран и Сретенова. Нов Дојран е веќе помината таа постапка, се чека уште од Министерството за животот да ни дадат мислење и конечно ги ставаме во функцијата и урбанистички планови. Така. Спомнавме дека се градат нови згради, особено кај населбата Карач, и тие всушност доаѓаат речиси на исто рамниште до оној објект кој што со децении веќе стои во фаза на полуизграденост. Што се случува со тој објект? Дали има некакво размрдување на таа ситуација? Мрдна од мртва точка тој објект. Во чија собственост е во моментов? Како што знам сега по последните информации, бидејќи правобранителство имаше некои постапки кои што водеше за тој објект, мислам дека сега се води како инвестиција во тек со прибелешка дека е на Руски Транс. Заедно со Гранит имаат направено некој договор за купопродажба, меѓутоа продаваат инвестиција во тек бидејќи тој објект не е упишан во катастар, нема имотен лист. Се надевам дека и инвеститорот кој што го има земја би почнал со реновирање или со изградба на тој објект или па би се нашол некој дополнително друг инвеститор кој што ќе инвестира. Меѓутоа има некое размрднување, во последно време затоа што има голем интерес за инвестирање, се повеќе луѓе доаѓаат и гледаат што е за продажба. Се зборува и за тој објект дека доаѓаат доста инвеститори да го гледаат, така да мислам дека оди во позитивна. Вие спомнавте дека имате намера да формирате и да продадете парцели на потегот помеѓу Стари Нов Дојран. Што со таа идеја, дали конечно ќе се најдат и тие на јавно наддавање? Помеѓу Стари Нов Дојран немаме можност да продаваме сега, затоа што немаме урбанистички план на тој дел. Односно има урбанистички план кој што е носен пред 10 години и таму е туристичко развојна зона. Значи, зборуваме за цела огромна парцела која што таму на вистина би требало да влезе еден сериозен инвеститор, затоа што треба да се направи цела туристичка населба. Така и испланира, затоа зборуваме дека се работи за туристичка развојна зона која што има одредени бенефити, меѓутоа и правила и услови на инвестирање. Имаше покажено интереси за таа туристичко развојна зона, меѓутоа многу е лош законот затоа што со таа туристичко развојна зона управува Агенцијата за туризам, а Министерството за транспорт и врски ги издава одобренијата и дозволите. Така да тука нема никакви ингеренции општината, туку централната власт, така е носен во тоа време законот, во 2015-16 мислам, тој период. И би требало да претрпи измени тој закон и мислам дека ние како локална подобро би се снашли, подобро би управувале со таа туристичко развојна зона. Вие имавте две јавни наддавања, во два процеса продадовте одредени парцели. Дали имаме нови кои што во блиска иднина би можеле да бидат исто така понудени? Па би можело да има, имаме се уште од поголемите парцели за изградба на сместувачки капацитети, времени сместувачки капацитети или згради, меѓутоа не сакаме толку да брзаме затоа што постепено како се инвестира од приватниот сектор во изградба на такви стамбени објекти, ние како локална самоуправа сакаме да ја правиме и другата инфраструктура, како што е патна, комунална инфраструктура, така да не брзаме со тоа, туку го работиме плански и постепено. Сакаме да реализираме во идниот период два капитални проекти со помош на државата. Се работи за колекторскиот систем кој што треба да се реконструира и нова прочистителна станица која што ќе ги задоволува стандардите, која што ќе биде нова, која што ќе ги намали и трошоците за електрична енергија и другите пропратни трошоци. Значи тоа е голем зафат кој што би имавте уште минатата година добиено средства за оваа намена. Да, истите средства ќе се користат за таа намена, бидејќи беа наменети средствата за подобрување на квалитетот на водата на Дојранското езеро. Се покажа дека клучен проблем е прочистителната станица и колекторот, затоа и тие средства ќе се искористат токму за таа намена. Меѓутоа ни треба дополнителни средства бидејќи се работи за голем зафат. Колку би чинел тој? Значи, колку имате во прва фаза планираме некаде сега, зборам за средства обезбедени од страна на владата и од Министерството за животно, некаде околу 3 милиона евра сакаме да го заокружиме тој циклус на инвестиции во оваа фаза. Добро, а колку имате од тие потребни средства?
Сега имаме некаде околу 94, чекаме на одобрување на дополнителни 80 милиона. Тоа би требало набрзо да се случи по давањето на информација на влада и мислам дека ќе успееме и ќе не идеме на разбирање од страна на Во таа прва фаза што ќе се случува во Значи, прочистителната станица? планираме да изградиме нова прочистителна, која што ќе биде со поголем капацитет, со пониски трошоци на функционирање, значи зборуваме за нова модерна прочистителна станица. И санација на најкритичните делови од колекторскиот систем со посебен метод на санација, како што се реализираше со Охридскиот колектор. Се работи за без ископ и без ништо, туку цевка во цевка некој нов метод на работа. Се надевам дека ќе биде добар тој метод. Сега се уште работиме на изработка на тие проекти, на тие предмер пресметки, за да имаме целосната информација колку финансиски средства ќе ни бидат потребни. Меѓутоа, тоа е клучна работа за спас и на Дојранското езеро и за потикнување на дополнителниот развој на општина Дојран. Градоначалник, ако сте веќе во фаза на проектирање и изработка на завршните планови, кога би можело да се почне кон нивна реализација? Јас, мојата цел, и мислам дека би успеале во тоа, е некаде од септември да се почне со реализација, за да бидеме спремни веќе за наредната сезона со новата прочистителна и новиот колектор. Ќе успеете ли да ја поминете безбедно оваа туристичка сезона со оглед дека има се повеќе туристи? Извршени се сегашни одредени санации на колекторскиот систем. Функционираме и со овој, не да не функционираме, меѓутоа не идуваме на поголеми проблеми кога имаме голем број на посетители, но управуваме сега за сега колку што можеме. Успеаваме како што било и претходно и сега успеаваме да се снајдеме и да ја изменеджираме оваа ситуација, но мора да се инвестира бидејќи се работи за колектор и прочистителна станица кои што имаат над 40 години, застарени типови на прочистителни станици кои што генерираат многу трошоци. И самата физибилити студија кажа дека најдобро е да се изгради нова прочистителна отколку да се реконструира оваа прочистителна која што ја имаме сега. За колку би се подобрила состојбата, квалитетот на водата во Дојранското езеро после една ваква инвестиција? Ние во последно време заедно со Милија у контакт имаме многу проекти кои што ги реализиравме и за подобрување на квалитетот на водата. Еден од тоа беше отстранувањето на патеката и правењето на плажи, така да на природен начин се прочистува водата. Амфибијата која што ја купивме за отстранување на бујната вегетација исто така е еден од тие проекти. Со помош на Милија контакт имаме направена студија за валоризација, менеджмент план за управување кој што се на некој начин закон за управување со езерото. До сега ги немавме, а бевме обврзани од 2011 година со носењето на закон. Сега ги имаме веќе. И неодамна, не знам дали сте запознати, имавме средба во Министерството за животна средина, заедно со Министерот за животната средина, заедно со Словенска амбасада, со Европска делегација, заедно со Шведска амбасада и Милија у контакт. Таму ги дефиниравме целите, ја направивме главната стратегија што му е се потребно на Дојран за да се подобри. Има огромен интерес посебно од Словенска амбасада затоа што тие од неодамна ни стана и стратешки партнер. Кога зборуваме за стратешки партнер, не зборуваме за тоа да се реализира одреден проект и тука да заврши, туку секоја година постепено да се обезбедуваат се повеќе и повеќе средства. И крајната цел заедно со Словенска амбасада ни е да Дојран стане екотуристичка дестинација. Така. Како по примерот на многу градови во Словенија, така што имаат искуство, сакаат да помогнат, желни се тоа да го направат и заеднички да реализираме едни вакви проекти кои што ќе бидеме горди и јас како градоначалник, но и тие како амбасада кои што навистина се трудат да ни помогнат. Последниве месеци имавте неколку интервенции повторно на водоводните мрежи, се појавија и недостатоци на вода токму во моментот кога имаше туристи за време на продолжените викенди. Како ќе се решава овој проблем кој што очигледно колку и да се работи постојано има нешто што откажува? Еден од клучните проблеми во оваа ситуација е што се соочуваме, покажува знаци на недостиг на подземни води. Во моментов го испитувавме тоа и се докаже дека одредена количина на вода може да се користи од постоечките бунари. Во моментов треба да отпочне реализација на нови бушетини на местноста Топлец во Нов Дојран, кои што ќе дадат дополнителни количини и за Стар Дојран и за Нов Дојран. Но не застануваме тука, како што напоменав на почетокот, двата клучни проекти, едниот кој што беше за колекторот и за прочистителната, тоа е едниот клучен проект кој што треба да го реализираме и веќе сме во напредна фаза на реализација.
Другиот е дополнителните количини на вода кои што планираме да ги обезбедиме од Црничко поле, кај селото Црничини. Таму имаме направено испитување и докажано дека има огромни количини на подземни води. Со помош на државата исто така сега се прави проектот. Се надевам дека наредна година ќе го реализираме и тој капитален проект кој што ќе ни носи огромна количина на вода, дополнителна количина на вода и за Нов Дојран и за Стар Дојран, а со тоа ќе го следиме и трендот на изградба и Колку на би развој на чинело Дојран. тоа користење на вода од тие бунари? Првичните информации кои што ги добивам сега од проектантите кои што го прават проектот, таа инвестиција би чинела некаде од околу 1 милион евра. Има исто така разговарано е на највисоко ниво и во владата, има голем интерес и од нив да се помогне и да го решиме тој проблем еднаш за секогаш. Првичниот проект кој што бил предвиден било со вода обезбедена од каналот за спас на Дојранското езеро. Меѓутоа тој сега во моментов не функционира и не знаеме како би функционирал во иднина, бидејќи се работи за проект кој што треба повторно да се реформира, да се направи ново јавно предпријатие, така да не можеме да се ослониме. Затоа направивме испитување, затоа увидовме дека во Црничани, односно на тоа поле има огромни количини на подземни води, кои што не само Дојран и Нов Дојран и Стар Дојран може да го обезбедуваат и Црничани и другите населени места. Планираме да го реализираме тој проект со помош повторно на средства обезбедени од владата, разговарано е, проектот се спрема и се надевам дека или со ребаланс во септември, октомври или со новиот буџет за 2023 ќе бидеме вметнети и ќе го реализираме тој капитален и клучен проект за Дојран. Зборувавте дека ќе се формира ново јавно предпријатие во општината. Дали веќе успеавте да го формирате и што се неговите следни чекори? Успеавме, значи донесена е одлука на совет, административно сега се отвара, имаме некои измени кои што треба да ги направиме во одлуката и се надевам дека на почетокот од јуни ќе почне да функционира тоа ново јавно предпријатие. Целта на тоа јавно предпријатие е сите оние предности кои што ги има Дојран, односно сите тие објекти кои што во моментов се запуштени, сите тие објекти кои што не се во функција, паркинзите исто така ќе влегуваат по тоа комунално тоа ново јавно предпријатие, затоа што навистина сакаме да ставиме еден ред каде што ќе има и слободни паркинзи, но и места каде што ќе биде наплаќено заради тоа што да не се ствара голема гужва. Планираме да го ставиме музеот и новото јавно предпријатие да организира тури, да биде на некој начин како нова активност за посетителите и туристите. Едноставно кажано, сето тоа што го имаме во моментот, сите тие објекти кои што не се во функција, да ги ставиме во функција и да има бенефит и општината како локална самоуправа, но и самите посетители кои што ќе добијат нови активности, нови содржини, подобро уредени паркинзи, зелени површини. Така да, навистина, доста работи планираме со новото предпријатие и сето она што би можело да биде и бенефит и за општината, односно да инкасира дополнителни приходи, но и да биде плюс, еден голем плюс за посетителите, односно со новите активности кои што планираме да ги правиме. Во центарот на Стар Дојран рековте дека ова предпријатие би изградило своја катна гаража, која што ќе биде понудена. Дали тоа значи дека од септември или следната година ќе се дадете кон градежни активности? Да, планираме и тоа да го реализираме. Фактички тоа предпријатие ќе стопанисува и со такви објекти, односно ќе генерира приходи од издавање на простори, од паркинг местата. Така што за реализација и на тој проект, бидејќи планиравме да го реализираме заедно со Комисија за хартија од вредност, ни беше потребно оваа предпријатие затоа што мора да докажеме дека средствата кои што ќе се обезбедат ќе се враќаат со средства обезбедени од остварени приходи. Докаде сте со другите инфраструктурни проекти? Улици, водоводи? Во моментов се работи, планираме до крајот на мај да ги завршиме сите градежни активности во Стар Дојран, затоа што почнува сезоната, и да се префрлиме на другите места. Во моментов работиме една улица во Стар Дојран, со југоисточен проектот што го реализираме, канализации се спремаат и се трасираат улиците на новите населби каде што се градат веќе интензивно новите згради. Се уредуваат плажите. Со завршувањето на активностите во Стар Дојран, односно со отпочнувањето на сезоната, се префрламе на другите места каде што ќе почнат да се реализираат нови улици. Канализациите, довршувањето во Фурка, исто така веќе се завршени тендерските постапки со транспорт и врски за реализација на трите централни улици во Црничани, Фурка и Николич.
големи улици кои што навистина ќе дадат еден нов лик и во селата во општина Дојран. Така да ги движиме сите работи, односно сите места подеднакво планираме да бидат застапени со инвестиции, затоа што, како што напомена и на почетокот, Николи се развива многу побрзо отколку што се очекуваше. Се повеќе се купуваат куки, викендици Така, во таму веќе Фурка. има формирано една... Значи и во Фурка и во Црничини има голема побарувачка за купување на куки, затоа што навистина сите си имаат своја убавина и даваат некој мир и спокој на самите посетители кои што доаѓаат и купуваат викендици овде во тие населени места. Така. Со оваа тема ја почнавме емисијата, со ова и да завршиме. Колку плажи ќе им бидат на располагање годинава на потенцијалните туристи? И уште поважно, дали Дојран ќе биде конкурентен со оглед на ценовниот шок кој што удри особено по туристичките места? Да, како и лани, и оваа година ќе имаме 8 плажи кои што ќе бидат во функција, односно се стопанисувани од приватни стопанственици и слободните плажи кои што ни постојат, кои што ги правевме заедно со Југоисточен плански регион. Имаме доволно плажи, се инвестира од страна на самите стопанственици кои што се на плажите, се попесечуваат, се ставаат нови содржини, така што мислам дека секоја година одиме еден чекор понапред. Со ценовниот шок јас гледам дека секаде цените одат нагоре, меѓутоа Дојран е стабилизирано. И во последно време се многу популарни рестораните. Рестораните работат 12 месеци во годината, се попосетени се и тоа наидува на некои одредени покачувања, меѓутоа се е во границите на нормалата. Не гледам покачување во сместувачките капацитети, цените се веќе 10 години тука некаде, нема покачување, се надевам така и ќе остане, бидејќи сакаме да бидеме туристичко место каде што има одредени стандарди и одредени граници на движење на тие ценовни шокови, што не се случуваат во последно време. Ви благодарам многу за разговорот и за учеството во Визави. Се надевам дека ќе имате успешна туристичка сезона. Благодарам и на вас на поканата. Се надаме ќе известувате од Дојран што се случува оваа лето. Апсолутно. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Не заборавајте дека следната емисија е повторно во четврток 20:30 часот. Довидување.